Конфискација на имот за криминалот да не се исплати. Уште една во низата државни институции, совети, комисии, агенции, чија примарна дејност е борбата против корупцијата. Но впечатокот, за жал, се уште е ист. Корупцијата царува во македонското општество. Антикорупција без заби. Зошто системот не казнува? Што предвидуваат последните измени на кривичниот закон, на кој имаше забелешки невладиниот сектор, односно платформата за борба против корупција? Јавните набавки како извор на корупција, вечната врска меѓу тендерите и функционерите, фирмите венчани со партии, министри и градоначалници. Професионална администрација со лица без биографија. Ова се само дел од темите на кои ќе разговарам со моите гости во студиото, а тоа се Снежана Камиловска-Трповска од МЦМС. Добро вечер. И тука е и Шемси Салај, поранешен, тоест член на минатиот состав на антикорупцијската комисија. Добро вечер и вам. Ке почнеме со последното. Нека биде Националниот совет за финансиски истраги и конфискација на имот. Вчера имаше состанок, проширен состав, доста членови на владата беа таму. Запленет имот вреден 45 милиони денари, 50 на отворени истраги во 2025-та. Господја Камиловска, вие бевте таму, не сте дел од советот, па кои се вашите впечатоци? Како ја оценувате работата на овој совет? Како со неа работи вице-премиерот Фетај? Конкретно како работи советот, допрва ќе треба да видиме, бидејќи тоа вчера беше една конститутивна седница, така да сега допрва ќе треба да ги покаже резултатите ова тело. Пред се да поздравим иницијативата дека се сака да се направи нешто што е поврзано со борбата против корупцијата, особено во овие последни години тенденцијата нели што повеќе да се зборува за конфискацијата како механизам, кое што за жал во нашата држава веќе си да не функционира. Но треба да имаме во предвид дека има тенденција во нашата држава да се формираат многу различни тела за различни основи, кои што на крајот на денот не покажуваат некакви реални резултати. Така да ова тело, да се надеваме дека ќе покаже некаков друг ќе има и некој позитивен исчекор, но за да го има тоа, пред се треба да има многу структурирани надлежности. Не треба да бидат тие прешироки, туку треба да бидат фокусирани, за да може да се знае точно што ќе биде неговото функционирање, во која насока ќе се движи. Да постои една исклучително голема соработка со останатите надлежни институции и други совети и тела кои што се формирани во областа поврзана со добро владење и борба против корупција. И она што за нас како граѓани би било на крајот на денот најбитно е тоа да биде еден транспарентен процес, да видиме дека тоа се седници кои што се отворени, на кои што има реални заклучоци, дека има анализи за одредените активности кои што ги спроведуваат и да има извештај од нивното работење. Во спротивно ќе се соочиме повторно со само уште едно тело на хартија кое што без никакви резултати ќе биде поздравен од меѓународната заедница, но без никакви реални успеси. Ќе се бориме за информации да видиме што работат и дали работат и како работат. Тачно, транспарентноста и отчетноста се многу битни. Господине Салај, овој совет е еден во низата, знаеме дека има повеќе, ги кажа и господја Камиловска. Вие бевте член на минатиот состав на антикорупцијската комисија и како што кажа, да, меѓуресорно да се треба да работат заедно, да разменуваат информации. Кој беше вашиот впечаток? Дали овие агенции, комисии, совети се последна линија на одбраната на државата, на системот од корупцијата, или се само алиби за тие што ја водат државата? Па гледајќи од минатото како е работено и што е работено во државата, значи без да не одиме во тоа овој состав на влада, претходниот состав или било која партија, воопшто гледано, сите гарнитури што беа, сите се обидува на некои начини и секоја втора збор им е борба против корупција и владење на правото, што тоа е само декларативно. Комисии имало и порано доста комисии и секогаш кога нема резултати од некоја комисија, тело или било што да е, и нема резултати од некој закон, а никој не оди на тоа зошто нема резултати. Зошто не имплементира како треба, дали да е имплементиран, дали има надзор за имплементација на тој закон.
и секогаш се налага на нови закони, нови тела. На крајот од тоа немаме ништо. Значи, штом немаме имплементација на постоечките закони, штом немаме соработка меѓу институционална меѓу постоечките органи и тела на државата кои се, ние џабе се бориме и јас се надевам да има се што се направи како ново тело или нова комисија или орган или било што да е, се надевам да има успеси тоа што се кажува, но од искуството кажуваме дека немаме никакви резултати и со тоа нема да имаме резултати. Тоа е само чисто лажење на јавноста дека еве ние работиме нешто и дека се обидуваме, тие претходните не го направиле ово. Што може да генерализират работите од претходните гарнитури, значи тие немаат ништо ново да кажуваат, па се осврнуваат на тоа. Така да, колку што видов тоа некое меѓуресорно тело кај што ги собира сите информации од сите институции кои работат со борбата против корупција, но видов дека треба и да граѓаните се повикуваат да најават секако вид на корупција. Сега да пријават. Сега кај ќе пријават? Дали во антикорупцијска, дали ќе пријават во некои други тела, во органите на владата или било која друга власт? Дали анонимно или нема да биде анонимно пријавата, тоа е секој. Не битно, нека биде пријава, но ако за едната пријава ние имавме со 1000 пријави во претходниот состав, и овој состав има доста, но ние имавме бран поплава од пријави, заради тоа што државата до тој момент беше при крај специјалното јавно обвинителство, па граѓаните ја губеа надежта од правдата и се, и со нашето доаѓање, начин на кој се избравме и транспарентноста што ја работевме, тие гледале некое светло во тунелот. Сега не преплива со секакви пријави, работевме колку работевме, но на крајот нашите одлуки кои има иницијативи за понатамошно постапување на обвинителствата, на владата, зависно од кој органи каде кој треба да врши контрола и да се казнуваат лицата кои ја кршили законот. Така да се надевам дека ќе имаме резултати со тоа, но без конкретна соработка, без заврнување на ракавите и да се работи, нема ништо. И кога зборуваме више за работење, како го оценувате вие степенот на конфискација? Низок, висок, среден? И каде, дали лоцирате дека има негде проблем со тоа? Имаме и законска рамка за конфискување и за се, ама некако на прсти се броја случаи кај што јавноста знае барем дека нешто е конфискувано. Ајде да почнеме прво од овој последниот дел во однос на правната рамка и тоа што е битно за да го знаат и самите гледачи, ние како правна рамка во државава буквално ги имаме сите форми на конфискација од законето. Не постои, значи, согласно кривичното право, имаме сите форми на конфискација, од обична до проширена конфискација, non-conviction based, па до донесувањето на новиот закон за конфискација на имот во граѓанска постапка. Со тоа, значи, буквално не постои процес кој е поврзан со конфискација, кој што е познат на меѓународното право, да ние не го имаме имплементирано во нашето законодавство. Последниот од низата е овој законот за конфискација на имот во граѓанска постапка. Кривичното право досега ги препознаваше сите оние други останати форми. Тоа значи дека многу одамна веќе би требало нашиот правен систем и нашите правосудни органи да бидат спремни да го имплементираат процесот на конфискација на начин кој што би бил соодветен, односно да го вратиме украдениот имот, украдените средства. За жал, праксата нас не покажува нешто сосема поинаку, речиси да не постои конфискација или да не се случила соодветно на начин на како што треба да се случи. За жал, дури и кога имаме конфискација, знаеме до сега колку имавме проблеми со Агенцијата за конфискуван имот, каде што конфискуваниот имот буквално скапува на несоодветни во се несоодветни услови и да кажеме тоа е последната нишка од процесот на конфискација.
Но, за жал, нашиот правен систем, нашите правосудни органи, едноставно процесот на конфискација не го имплементираат онака како што би било задоволително за ние да можеме да кажеме дека конфискацијата се имплементира во нашето општество. И функционира. И на сето тоа, значи овој цел сегмент станува збор пред се за кривичното право и кривичните постапки, конфискацијата што таму се случува. И на сето тоа, во 2024 се донесе овој фамозен закон за конфискација на имот во граѓанска постапка, кој што по редот на нештата, господинот Шемси беше дел тогаш од антикорупцијската комисија, кога од таму потекна предлогот за да се направи еден таков закон, кој што целта тогашна беше да се направи закон за потекло на имот. Од закон за потекло на имот, ние дојдовме во ситуација да донесеме закон за конфискација на имот во граѓанска постапка како платформа на граѓански организации за борба против корупција. Во тој момент излеговме од работната група затоа што не се согласувавме со принципот на кој што беше изготвено тоа законско решение. И не се тој си влезе во сила, почна со имплементација и после година дена од неговата имплементација, дури немаше потреба ни толку, институциите веќе ги согледаа слабостите на самиот закон и на самото законско како платформа. Апсолутно, на кој што од старт укажавме дека има многу недоследности. Кога имплементирате сосема нов институт, нашето право не го препознаваше тој институт до тој момент. Ние не знаевме што значи конфискација на имот во граѓанска постапка. И не е проблем вие да го имплементирате тој нов метод, но треба да знаете што да очекувате од процесот. Ние се направи закон во кој што буквално не се знае кој е дел кривичното, кој е граѓанското, како се слеваат сите тие и најнаш имате надлежности да доделување на институции кои во нивните матични закони ги нема. И со сето тоа, значи, се направи една буквална какафонија во законот со што самите институции не знаат што да прават. За сега, само по една година од неговата имплементација, да има активна работна група која што работи повторно на измени на ова законско решение, се со цел нели да се изнајде модел кој што би бил соодветен и да функционира. Но знаете, треба да разбереме како општество и како држава, не е во ред никогаш да кажеме дека сме погрешиле. Никој не е безгрешен. Во ред е ако сме имале најдобри намери, затоа што целта на тој закон е да се бориме против високата корупција. Значи да конфискуваме имотот на оние лица за кои што имаме сомневање дека го добил имотот на незаконит начин, но едноставно не можеме да му поведеме кривична постапка. И не е во ред ако во целиот тој процес со најдобри намери сме донеле одреден закон кој што едноставно не може да се имплементира и сега да кажеме чекајте. Ние ќе презентираме сосема ново решение. Затоа што не е потребно повторно да направиме козметички измени на овој закон и да кажеме сме ги имплементирале препораките на Совет на Европа бидејќи ги имаше за ова законско решение, само колку да го пренабрегнеме проблемот. Утре повторно ќе го имаме проблемот со имплементација и како тоа ќе се спроведува, ако ние не сме свесни што нас реално во пракса ни треба и што можеме да спроведеме. А тоа не е процес за кој што се потребни недела, 2, месец, 2, може да се и повеќе, подолг период, се со цел да можеме да обезбедиме здраво законско решение. Тоа што ќе обстои, што нема да се менува. Што ќе обезбеди целта, да се гони, да се обезбеди имотот обезбеден, стекнат на нелегален начин за висока корупција. Приматот. Многу е просто. Ама треба да се направи законско решение. Но е сложен процесот. Сериозно сложен. Ја спомнавте и вие агенцијата за справување со запленет имот, од тоа што читав извештајот на Европска комисија за реформската агенда, побарале 40 вработувања, добиле 13 на определено време до крај на оваа година. Значи, некогаш не е ни само предпоставувам, моја предпоставка е субјективна, дека не е само до законот, туку и до ефикасноста, бројот на вработени. Затоа вас ќе ве прашам, господин Салај, има ли капацитет и волја у држава, што еве вашето искуство во тие 5 години во антикорупцијска шовика, има ли државата капацитет и волја да конфискува имот од високи функционери или онака конфискацијата беше ставена на страна како исклучок, нека биде не правило, само исклучок, ова ќе биде ептен, да кажам, зорт. Значи, вака, ако гледаме од сите анализи што ги имаме праено ние во тие 5 години, сите препораки што ги имаме даено, сите резултати што излегува од
од сите работи. Значи, сите незаконитости во државата што се прави не е од корупцијска природа, не е од тоа дека имаме капацитети, но не можеме да го направиме. Туку се изгледа и крајното е волјата. Политичката волја немаме за решавање на некои проблеми. Со тоа што немаме политичка волја, значи имплементација на закони не се врши како што треба, не се оди до крај. Едното. Второто, немаме капацитети. Значи, не дека немаме умни луѓе кои би работеле, туку немаме капацитети, не се доволно екипирани институциите, туку се натрупани со партиски кадри, партиски членови, кои едноставно само да се наполни бројот. Значи, на една институција, ако им е потребно 20-30 вработени, но стручни, професионалци за таа работа, таму може би има и 40 и 50 пренатрупана е администрацијата воопшто гледано и затоа се барат реформи, но несоодветни за одредени работи. И јас и работејќи и порано во институциите, во општинската администрација, гледајќи како работат другите преку ЗЕЛСИ, тие соработки што ги имавме, семинари, значи секоја општина нема вработени професионалци за одредена работа, но пренатрупани со вработени внатре. Со тоа што нема кој треба, со тој кадар. И тука што имаме, што правиме? Значи, државата наместо да одвои средства, плюс тоа и што средствата се кратат од буџетот, немаме можност, немаме буџетски средства да се вработуваат. Еве тука примерот што рековте, се бара 40-13 им е одобрено. Значи, сигурно со некој образложение дека немат финансиите, дека се скрати, нема пари. Значи, државата, ако си има пари да се крадат од сите страни, треба да најде и толку пари за да вработи лица кои ќе ги бркат тие што крадат и нема им да им дозволат. И сега, гледајќи тоа, значи политичката волја, едното, второто, тука влегуваат на имплементација на закони, другото, второто, добрата неекипираност на институциите, конкретно за агенцијата за управување со конфискуван имот, запленет имот. Тука доаѓаме до ситуација дека и да сакаме нешто, ние не можеме. Се обидуваме, нешто ни пречи. И доаѓаме во тоа насока дека и конфискуваниот имот или замрзнатиот имот за да се врши како конфискација или било што, пропаѓа. Вредноста која се конфискува на почетокот не е истата која након годину, 2 години оти несоодветно одржување, зависно кај се остава, зависно која машинерија е, дали се пари кои не може во промет да влегуваат. И тука ние повеќе губиме. Само тие рипа. Само станови, другото ништо. Така да значи и волја немаме крајното и заради немање волја, не наоѓање средства, немаме ни капацитети, ни добра екипираност на институциите. Така е. Сега одиме со прв блок на реклами, потоа се враќаме, а следна тема за која што ќе зборуваме ни е антикорупцијската комисија. Во фокусот на јавноста е антикорупцијската комисија, односно никако да излезе од фокусот на јавноста антикорупцијската комисија, ама некако не заради тоа што го сработиле, туку за тоа што се случува во и околу неа со членовите. Претседателката е на обвинителна клупа, денес антикорупцијската отвори 2 предмети против свој член, Цвета Ристовска, за проверка на судирни интереси за непријавување на имот. Пред да анализираме антикорупцијската комисија, ќе се вратиме во декември 2023, така? Да. Повеќе од 24, повеќе од 2 години се враќаме назад и одиме со вас, Камиловска. Вие имавте издвоено мислење. Зошто? Знаете, откако го дадов издвоеното мислење во тогашниот избор за членовите и претседател на антикорупцијската комисија, во некои изјавите за медиумите реков: се надевам дека нема да бидам во право и дека јас ќе бидам таа што погрешила со што имала и издвоено мислење.
еве после 2 години ја имаме оваа дискусија, така да одговорот е очигледен. Знаете, она што од почетокот го зборуваме и цело време проверува до сега во дебатата е таа политичка волја. Политичка волја за одредени работи има. За во овој случај, значи, очигледна беше политичката волја да се одберат оние членови кои што се сметаа за подобни во тој момент дека треба да бидат и членови и претседател. Но проблемот што треба да го видиме е тоа што се успеа еден модел, еден многу позитивно оценет модел за избор на членови и претседател на антикорупцијската комисија, кој што беше во тој момент кога се донесе законот за спречување на корупција и судир на интереси доста и револуционерен и прифатен во тој момент, како еден метод кој што треба да излезе надвор од тие политички влијанија, надвор да излезе да ја покаже независноста, да ги покаже капацитетите на идните членови на ова тело и дури со надеж дека и сите останати тела во иднина ќе бидат независни пред се тела кои што се бираат од собранието, дека ќе бидат бирани на исти или најмалку сличен начин, се со цел нели повторно да обезбедиме таа независност што е основната функција на оваквите тела. Не зборуваме само за антикорупцијска, тука имаме многу тела. Еве не беше деновиве беше актуелна и комисијата за антидискриминација, каде што можевме да видиме повторно некакви слични модалитети на избор, така да самиот тренд дека се прекина после антикорупцијската комисија и првиот избор согласно тој закон со новиот модел во кој што состав членуваше господинот Шемси, очигледно беше трендот дека едноставно не ни одговара овој модел, да немаме потреба од овакво нешто дополнително да си правиме, да не си ставаме, што би се рекло, народски здрава нога, трн во здрава нога да си ставаме, и да продолжиме по познатиот метод на бирање на одредени функционери. За жал, се покажа дека и секој еден модел и кој има најдобри намери може да биде злоупотребен кога постои одредена политичка волја за одредени нешта да се случат на начин на кој што се случуваат. Но да се надеваме дека можеме да видиме, да гледаме нели другата страна на паричката, да се покаже таа политичка волја еве во сите овие нови тела што се формираат, во новите закони што се предлагаат, во новите форми за кои што ќе се бориме против корупцијата, па тука да се покаже една поголема политичка волја, дури еве со носење на еден силен нов кривичен законник кој што ќе биде поразличен од она што сега беше донесено. Ке зборуваме малце подоле за кривичниот законник. Имам 2-3 прашања што сакам да ви ги поставам. Сега со вас, господин Салај, еве, вие бевте член на антикорупцијска, денес како поранешен член, што би ми кажале, дали е компрометиран составот и дали воопшто треба да продолжи да работи антикорупцијска во овој состав? Или треба да се почне од почеток и да има избор, како што кажа господја Камиловска? Па се да почнеме пак од тоа дека одвоеното мислење од господја Камиловска што беше се покажало не после година и колку рековме, туку веднаш после неколку месеци. Многу брзо а тоа беше, се докажало дека после 3 месеци веќе незаконито сами работеле. Значи, комисија како комисија, ние која ја затекновме тогаш во доста лош состав, во доста лоши услови, неекипираноста на секретаријатот долу. Ние правивме доста напори, ја издигнавме до една одреден ниво, кој што требаше овие новите и наредните секогаш да го подига се погоре и погоре. Ние правивме добра основа и една доста професионален секретаријат кој што ги знаеле работите како што треба и добро беа распоредени во самиот секретаријат. Но со новиот состав и при самиот избор, иако нашиот модел секогаш се зборува како најдобар пример и често пати се кажуваат во теркот на антикорупцијска како се избира во тој така да се направи, инаку тоа што спомнавте вие преска дека обидот за комисија за заштита од дискриминација на некој начин за изборот не е сличен,
пошто имаше интервју, но немаше оценување и немаше комисија кој би туку едноставно вие можете да зборите што сакате, политика си има одредено кого и само чека моментот кој ќе заврша со интервјута и да кажете ние ово го Па бараме. добро, не може баш што сакате, се случи да збориш Па што се сака, случи, ама пак се некој случи. испадна дека слуша. Па слуша што да некој, зборат? пак имаше реагирање и добро и пак позитивно тоа што се реагирало во тај насок. Се овој состав на комисијата, тоа се покажало дека на него, да. на самиот почеток, значи се потврдија мислењето од господјата и испало дека лицата наместо да бркат корупција, да се борат против корупција, тие сами влегува. Може би, се уште нема пресуда. Може би, значи имаме од додека нема пресуда, презумпција од невиност, ние не можеме да збориме, но едно доста осетливо тело е тоа. Значи ако се озборува за одредени лица, дека се значи треба тие лица треба да се дават од самиот почеток оставка, да ги остават останатите кои се осеќаат дека не се во таја насока, значи работат законито и со висок интегритет, да продолжат да работат. Со самото договелекување на давање оставка од претседателката од овој состав, имаше така. Да, значи тоа доста падна рейтингот од антикорупцијската. Довербата од граѓаните доста падна. Јас верувам, мада не знам внатре како е, дека и пријавите, предметите би требало да опаѓаат. Немаше заинтересираност ни од граѓаните, ни од значи за борба против корупција, кај нив ни од невладините сектори, ни од новинарите, ни од опозицијата, ни од група на интереси. Зошто го кажувам тоа? Ние бевме доста транспарентни и гласни во тај насока. Но од другата страна ние имавме нон-стоп и прашања и потикнувања од сите страни. Значи што е со овој предмет? Се отвараше една јавна набавка од нас. Дали ќе отварате предмет за тај? Фактички тоа само се отвара, не се знае што ќе биде. И тука ние, сакајќи или не, ние моравме нон-стоп да излеземе во јавноста, да бидеме по-отворени кон јавноста. Кај нив тоа се осеќа дека нема толку барање од нивната страна. Се од другата страна, зборам во нивоата кој гледам. Од другата страна гледаме дека и членот за кој зборуваме сега, дека се отворени два предмети денеска. Да, денеска ги отвори. И порано беше вмешан во предметот со директорот од АНБ. Така со Бојан Христовски од АНБ. И значи и пред да се случи со претседателката, ние веќе имавме нешто таму. Може би. Некои работи. Но сега, од презумпција на невиност, ние не можеме да кажеме дека се виновни. Но од другата страна, со тоа, прво што треба да се направи, еве, претседателката веќе си даде оставка и членот за кој сега се зборува дека е во некои незаконити работења, и таа треба да дава оставка, заради тоа да ја ослободи комисијата, да се дише, да за овој период кој останал, да се реабилитира, ако може да се реабилитира. Ако не, јас мислам дека да не даваме рокови, но по еден краток период, ако гледат дека не може да стасат во тој ниво кај што го прифатија, кај што го примја комисијата, треба да се дават оставка и да сега имам уште едно прашање. Дома. Извинете, ама морам да го прашам, господинот Салај. Еве, вие да бевте у составот сега, Ристовска известител, добро, и станува збор за тој случај, бидејќи единствен висок профил на случај, што е со директорот на АНБ, антикорупцијска, го разгледуваше, проверија на факултетот дека се е во ред со дипломите, со се, но ќе подсетам, да, и обвинителството утврди дека дипломите се во ред за странски јазик, ама мора да подсетам и дека наградата, годишната награда за истражувачко новинарство на Европската унија доби колега кој што во својата серија на стории потврди и докажа дека таа диплома не може да биде оригинал. Затоа се ме прашувам, затоа што целата јавност чекаше да видиме што и како ќе биде и на кој начин они утврдиле, вие како ќе постапевте? Па сега, да бев јас во тој состав, да речеме сега. Да бевте во тој состав, што значи, јас би имав својот став и своето мислење, но одлуката би се донела, пошто нели е колективно тело и од сите останати, но би настојувал на тоа дека тоа што
ќе се докаже дека не е законски, дека е фалсификат, и со тоа веднаш би се барало од владата да го разреши директорот и да бара и одговорност плюс за тоа. Баравте у ваш мандат разрешување, не го разреши. Па се, затоа кажувам, ние колективно постапуваме и сите барања што ги баравме ние од владата, значи претhodно рековме иницијативи од обвинителство имаше од владата, од владата за членови на владата, министри, директори и тоа. Директори за директори баравте да се разреши. Да се провери постапката и ако се утврдуваат слабости, да се разреши. Но пошто тие одлучуваат за тоа, тие го направиле и самите не си газат сами себе си. Едноставно се ги потврдуваат дека се точни. Сега, што би направиле во конкретни случаи? Ние доста случаи имавме, како што спомнавте, ништо не е земено предвид. И овој случај немаше да се земе пак и со предвид. Ако ми дозволите, би сакала да дополнам конкретно за ова. Треба да се има во предвид, ние зборуваме за конкретен случај. Како што кажа господин Ченцим, колективно тело е одлучува со мнозинство од сите 7, но основата на ДКСК е превенција од корупција. Дури и да во случајот хипотетички да е така и не може да се утврдат одредени факти кои што ќе бидат во насока дека е сторено или не некакво законско прекршување. Пропуст не мора. Целта е дека ДКСК имаше можност во изминатиот период да каже во ред, дајте да ги видиме процедурите. Како тоа се спровело во влада да дојдеме во ситуација да лицето ги помине административните проверки. Затоа што пред одредено физичко лице да дојде во ситуација да биде ставено на дневен ред на гласање, требало некој да провери дали тој сертификат е во ред, дали е тамо на листата, како се проверува тоа административно. И не само за него како за лице, него едноставно за сите какви се процедурите административните проверки. И тоа е превентивен механизам. И тоа е нешто на што може и треба да делува ДКСК. Бидејќи на тој начин оневозможува да вакви дела дојдат во некој правен дискурс кој што може да биде сомнителен понатаму. И тоа исто недостасува да видиме таа проактивност од ДКСК за овакови типови на случувања да може да се оневозможат, односно од нивното работење да произлезат идеи за тоа што и како треба да се превенира во системот однатре согласно веќе постоечките механизми. Ние само уште нешто додавам. Ние имавме и предмети во слични ситуации, но и можеби да речеме и исти со сертификатите за странски јазици и со дипломиве. Па имавме случај и за еден предмет кај што дава потврди на универзитетите, дава потврди дека 180 кредити е соодветно со 7/1, што тоа е незаконито. Оти ги доведува во заблуда и студентите и идните тие генерации како правници каде ќе конкурира, значи конкурира да речеме во академија или конкурира за правосуден испит, таму бара да има 7/1 или 240, односно 300 кредити беше 3+2. Но пошто не беа јасни некои работи и се некои одредени универзитети дава и потврда дека 180 кредити, значи 3-годишно студирање, е соодветно со 7/1. И ние кога вршевме проверка тогаш да видиме колку се даени, значи да не бараме вина кај лицето што го искористило тоа, туку да бараме вина од кај што го донесло во заблуда. Сега ние дојдовме до еден заклучок дека во Штуловиот универзитет, така наречен Штуловиот, значи од Југоисточна Европа, беа издадени преку 450 такви потврди. Кај другите не добивме некоја бројка, но кај нив 450. Тоа што значи дека сите и сега лицето што ги прима документиве како исполнување на условите не е задолжен да ги проверува дипломите, дали се тоа, пошто тој има печат, има се. И сега тука требаш да се бара, значи, од институциите, од просветниот инспекторат, зошто не се постапило, зошто не се вршиле контрола. Значи тука имаме еден цел систем што е вон нормалното работење, така да тешко да се доаѓа до некои работи. Сега кога рековме за тие, ние доста откривме дека дипломите се фалс, дека не се сертификати меѓународно признати, па баравме и од странство, и од натре, и од секаков вид.
никако да дојдеме до точни конкретни резултати дека на овој начин треба да се донесе. И тоа испало дека едноставно и тогаш кога ја донеле законот дека треба да има тие меѓународно признати сертификати во администрацијата или во некој управување, што според мене не треба насекаде да има, едноставно тука е направен како некој бизнис, некоја коруптивна сделка и сите што ги имат потврдиве, јас сум сигурен дека повеќе од 90% што имат потврди не знаат ни англиски. Може би знаат вака, но според сертификатот не верувам, но секој докажува, сега бараш сертификат или бараш јазикот. Сертификат, па сертификат е колку сакаш. Така е. Јазикот. Тоа е више сериозно. Значи, тука имаме доста проблеми во таа насока и имавме вакви случаи. Затоа што има отсутство на контроли, затоа што имаме универзитети многу во Македонија. Па имаме универзитети, немаме контрола над нив и сега се обидува да прават некои реформи, не знам до каде ќе бидат и дали ќе бидат со некоја задна намера или ќе бидат ќе ги оставиме да ги сработат, добра намера, така што ги направат. Па остави и сега ни помина векот. Идеме сега со вас, господино Камиловска, значи еве кажува господинот Салај дека пак работиме, но тука останува е затоа пак останува кај нив. Еве, ќе ве прашав што ако антикорупцијска можеше да поднесе кривична пријава, ама иницијативата е исто така сериозна. Каде е овде проблемот? Кога станува збор за моќта на антикорупцијска, дали треба закони да се менјат, дали треба политичка волја да има, како тоа нивната работа се завршуваше по, еве да речам, има ќе се поведе, они ќе поведат иницијатива, нешто ќе стигне, ќе се забошоти, многу ретко стигавме до судски процес и евентуална пресуда на предмет што е отворен од нив. Како тоа да го смениме? Дали имате и вие таков впечаток? Политичка волја е во прашање. Значи, законот за спречување на корупција и судирни интереси од самиот почеток, од како е донесен како таков, е доста солидно правно решение за тоа како треба да се бориме против корупцијата, пред се во делот и на превенција, бидејќи највеќе е тој во делот за превенција. Не има сегменти на репресија, но не пред се фокусира на превенцијата со корупцијата. Така да законот како таков е доста солидна правна рамка, но треба да имаме во предвид дека тогашниот состав на антикорупцијска комисија уште од самиот при крајот на мандатот негдека покрана иницијатива да се прават измени на законот во рамките на надлежностите на антикорупцијската комисија. Знаете, ние како општество некако имаме тенденција многу праволиниски да ги читаме законите и доста сме ригидни во начините на кои што ги составуваме нашите закони. Ако нешто не е децидно уредено во законот, едноставно не може да се имплементира. Добро. И некако махери сме тоа да направиме модул дека нештото не може да се спроведе ако не е децидно се напишано таму во словото на законот, па што од друга страна ни создава ситуација дека вие едноставно или пререгулирате одредена област и на крајот на денот едноставно не можете се да регулирате. Но нели тоа е дискусија за некоја друга дебата. Како и да е, законот уште во 2022 или така 2022 година се започна со иницијатива за негова измена. Добро. Во моментот имаше одреден период стопирање на активностите се со цел да се промени комисијата, да новата комисија во новиот состав да може да ги превземе повторно да кажеме дискусијата за тоа што би требале да бидат кор надлежности на самата антикорупцијска и во која насока треба да се движи дискурсот на нивното работење. И еве после толкав долг период во 2025, негдека април или мај, се заврши работната група со едно предлог решение за самиот нов закон за спречување на корупција и судирни интереси. Намерно го кажувам ова, бидејќи го потенцирам, зборувам за период април-мај 2025 година. И ние се уште не знаеме каде е заглавено овој предлог на закон, во каде во лавиринтите дали на ресорното министерство, дали во владата, негдека, но едноставно ние не можеме да видиме да го видиме законов да влезе, да излезе од влада и да влезе во собрание на расправа. Така да
Тоа е знак за политичка волја или немање волја Отсуство на политичка волја. за одредени прашања да се спроведуваат како што треба. А од друга страна, вие имате ситуација во која што законот за јавни набавки преку предлог на одреден број на пратеници се донесе на начин кој што се донесе. Измените во кривичниот законник повторно на предлог на пратеници во краток временски период и во 23-та еве и сега се донесоа во релативно кусрок, така да повторно за некои работи може да се бутнат, но одредени законски решенија кои што се од суштинско значење за борбата против корупција од негдека стојат не знаеме каде, и тоа не е само законот за спречување на корупција, законот за укажувачи, законот за слободен пристап од информации од јавен карактер. Да изберат директор прво. Кој ќе избере? Ама знаете, тоа се значајните закони сега. Тоа се приоритетите. Апсолутно. Така да одговорот на прашањето зашто одредени предмети, одредени иницијативи на антикорупцијска комисија, посебно од периодот на составот на господинот Селај, се враќаме на тоа дека основата дали се има политичка волја, а и зрелост на државата да реално се бори со корупцијата, особено високата корупција. Приоритети. Јас би додал нешто врска со ова. Значи, дали треба нешто да се менува во законот, зашто ние не можеме кривични да покренуваме директно во суд и во таква насока. Значи, како што спомна и господјата, значи, тоа е закон за превентивно да делува. Така е. Репресивно се само некои прекршочни за необјавување и ненавремено некои работи, но поголемиот дел е од превентива. Сега, и така е замислено и од надворешниот фактор дека ние како комисија треба да укажуваме на слабостите, треба да ги идентификуваме кај што се ризиците, одлуките што ги носиме, имаме иницијативи, но секогаш се зема во предвид. Не сме ние самата институција што треба да ги тераме сите работи до крај. Затоа се и другите институции кои треба да соработуваат. Ма не сте ни советодавно тело, вака сте израмнете ко советодавно тело. Немојте вака да правите. Пак ние ги констатираме слабостите кај што се и ризиците од корупција. Се ако тие не делуваат, значи ние не можеме ништо да направиме во тој контекст и ако нема политичка волја. Ние имавме некои случаи, мислим дека Германија нешто слично има, каде што имат поврзано со обвинителствата и како дел и едното и другото и да можат до крај да ги внесат. Но самото креирање на ова комисија со законот, значи не е предвидено да се оди до крај. Туку само да се констатира одредена слабост и да се укаже. Имавме за тоа и акцијскиот план, националната стратегија со акцијскиот план, кој има за прв пат, значи што го имавме направено како поранешните годишни програми, како прв пат дека има правно обврзувачки карактер, дека институциите треба да ги следат сите тие слабости кои што се открени од тие не се открени само еднострано од нашата страна, туку во соработка со сите институции и тие сами ни ги кажале кај се слабостите и ние требаше, но пак ни со тоа немавме никакви резултати. Така да тоа е. Сега стигаме до кривичниот законник, за кој што сакам да разговарам со вас и ќе разговарам со вас во собрание. Се што спомнавте за предмети, да не оставиме за јавноста. Колку предмети има судска пресуда? Па судска пресуда нема ниту еден предмет, но сега некој после нашиот извод влегува во процедура и нешто имаме со општина Струга нешто некои пресуди или нешто, но сега кој се од тоа но тие се нула спрема оно што треба да се направи и спрема големината и корупцијата што била изведена. Што имате откриено. По собрание пројде измените на кривичниот законник, платформата за борба против корупција побара да не се подпишува, председателката експресно подпиша, не експресно, наредниот ден ги подпиша. Ваш коментар за измените, ваша анализа, суштински ли се, козметички ли се, што добиваме, што губиме? Нималку не се козметички измените. Напротив, доста значајна промена предвидуваат. Нели под призмата дека ги враќаме одредбите 353 од одредбата 353 од пред септември 2023 година, таа нели се користи паралела.
треба да бидеме честни и да кажеме дека делимично тоа се прави, односно не е во суштина дека се враќа старото решение кое што беше пред септември 2023 година. Ако со измените во септември 2023 година, овака лаички кажано, се декриминализираше буквално злоупотребата на службената положба, сега имаме состојба во која што се враќаат одредени повторно се враќаат одредени квалификации, но знаете најголемиот проблем е што доста е тешко да се констатира што точно ќе опфаќаат овие кривични дела и како тие во пракса ќе се спроведуваат. А ако имате кривичен законник во кој што треба праксата да биде онаа која што ќе каже што точно определува делото, тогаш вие оставате нашето правосудство да биде тоа што ќе биде, како се вели, да го носи крстот на одредбата и да се носи со тоа што во принцип ќе значи злоупотребата на службена на положба. Фактот е дека одредените нешто, особено во делот на јавните набавки, и што не се прифати тоа да се врати повторно одредбата како претходно се пред септември 2023, односно опфатот за јавните набавки да биде на целокупниот процес за јавните набавки, затоа што сега со ова што се направи, делот дали има јавна набавка, дали има постапка отпочната и дали ја се набавка на стоки, услуги и работи без да се спроведе постапка за јавна набавка или измени на договорот за јавна набавка за време на негова важност пред законски утврдениот вредносен праг. Да бидеме на чисто. Не постои предмет во јавно обвинителство кој што се водел по некој од овие два основи во процес за кривично дело поврзано со злоупотреба на службена должност за јавни набавки. Ниту еден од големите случаи кои што ги имавме во минатото не е во ова, туку е во таа поширока квалификација како што беше претходно утврдено. Токму затоа и ние како платформа конкретно сега се задржуваме само за овој член во дискусијата. Баравме да се врати старата одредба, бидејќи вие размислете, ние до 2023 имавме една одредба на сила. Од 23 до сега имавме втора одредба, од сега натаму ќе имаме трета одредба, додека не знаеме што ќе ни донесе новиот кривичен законник, кој што еве се најавува дека ќе биде сега и оваа година. Предпоставуваме дека штом се најавува сега, имаме можност да очекуваме дека би била повторно оваа одредба да ја прочитаме и во новиот кривичен законник, но не можеме да знаеме, тоа нели е само некоја предпоставка. Но вие имате три правни решенија на една иста одредба во неполни 3 години. Тоа за јавни набавки. За злоупотреба на службената положба. Да. Значи, тоа е дефиниција за правна несигурност. Дефиниција ви е тоа буквално и не треба да се доведуваме ние во ситуација во кривичен закон кој што треба да биде најчист закон во дефинирањето, значи што е кривичното дело, што е опфатот, санкцијата. А да не навлеземе во тоа и со санкцијата, дека нели се вели дека се зголемува санкцијата, но впрочем вие имате сега од 4 до 8 години, што минимумот е 4, што најчесто ние имаме в ситуации во нашето законодавство, во нашиот правен систем да се даваат минимум казните, што е докажано нели со анализите кои што ги прават. И тоа не само за ова кривично дело. Апсолутно. И сега на тоа дека може и таа од 4 да се намали, бидејќи веќе спаѓа во помалите казни, па да дојдеме и до условни казни понатаму и слично и натаму, едноставно не се унапредува позитивно одредбата. Во овој дел. И за жал, ние и како на јавната дискусија на која што бевме поканети како платформа, ги изнесовме сите овие забелешки. Имаше и од други засегнати страни забелешки. Имаше амандмани поднесено кои што беа во насока и на овие барања. За жал, ништо не беше прифатено, а од друга страна гледаме дека по начинот на кој што беше изгласан имаше поддршка од парламентот, од пратениците во целина. Исто како повеќе или помалку. Да, имаше поддршка или присутност за поддршка. Ги имат бројките и прашо сакат. Еве од ваше искуство, пред да викнеме реклами, зборуваме за јавните набавки, како дел од измениве. Што ви кажуваше на вас, што ви покажа на вас додека работевте антикорупцијска за јавните набавки? Дали
легален начин за грабеж на државни пари или што? Како? Затоа што имаме, тоа го знаеме, и јас и вие што сте тука, дека имаме тендери што се насликани за фирма. Имаме фирми што се со папочна врска врзани со партија, со избран и именуван функционер, дали е министер, директор, не е битно, имаме. И тука се што правиме? Гледаме и казе некако. И сега, извинете, сега нема да бидат овие предмет на криминализација. Да, со последните. Ние, значи, како најголем дел на крадење на пари преку овие... Јавните набавки се легални. Јавните набавки, да речеме, значи, си имат некоја шема како што е добро испланирана и оформена од страна на тие кои ја злоупотребуваат, тоа што кога одиш детално да ги анализираш работиве, кога одиш, еве да речеме, ревизиски со бројки, со се, тоа се е наштеловано и наштимано, никакви грешки нема. Освен некои технички грешки ако нема некаде. Но од другата страна, општо гледано, значи правиме анализа, нема никакви проблеми, се е во ред. Од другата страна гледаме дека исти луѓе, исти блиски луѓе на одредена партија, на одредена личност си ги добиват тендерите. Од другата страна имаме фирми кои со децении работат рентабилно, не може да дојде до некоја таква сделка, додека имаме фирми кои се во одреден период, да речеме, неколку месеци порано или годину дена порано е регистрирана како фирма и веќе има и неколку дена и има е рентабилна и има капацитет да се ги спроведува тоа. Сега што видовме ние? Значи бројките се наштелувани, се осликани или се направени за одредена компанија. Значи условите кои ги исполнува одредена компанија. Производот што треба да биде се бара тоа што, ако да речеме автомобил, ќе бара и што ја знам некои работи за маглени стакла или што бара некои луксузни работи што не се за државата. Не може секој но не може секој да ги има и се знае дека само таа фирма има. Што ќе им тоа? Од друга страна ние баравме од универзитетот некоја анализа да се направи тога за некои јавни набавки што беа од страна на СОЗР за коливе. Па едноставно тие дадоа дека како што ни барат така и ги враќаме. Тоа ни барат, тоа фактички не прават некоја посебна анализа на тоа што треба, какви услови, какви коли треба да бидат, што треба да исполнуваат. Како пример го зедов. Од другата страна имаме каде што не може да се најде елементи на одредена фирма или компанија да се ги добива, да се ја добие сделката, тогаш се оди со најмала цена. Значи, испод цена, но во текот на работењето се прави дополнителни договори. Има ставки. За тоа да се зголеми. Фактички тоа што е изгубено самиот почеток се прави после со друг договор. И едноставно се стига на тој ниво каде што треба да се направи или пак заради замајување на јавноста, да не дојде дека одредена партија одредена компанија нон-стоп ги зема, па доја друга во договор дека само таа ќе биде како проформа и другите веќе како подизведувачи ќе ја завршат целата работа. Значи, иако се гледа на почетокот привидно се во ред, но од другата страна гледаме дека тие одат на одредени лица, одредени компании, и тука највише се злоупотребуваат средствата, државните средства или корупција и мита и тоа. Закон за потекло на имот? Да, не, затоа што имаме нешто, ама е расцепкано во повеќе институции. Антикорупцијска може едно да испитува, друга друго. Еден формиран закон. Особено ако имаме веќе донесен закон за конфискација на имот во граѓанска постапка, и како е потребно да имаме и закон за потекло на имотот. Едноставно, при постоење на таква целокупна правна рамка во нашава држава на закони кои што се поврзани, кои што се во делот на корпусот на корупција, и како е потребно да постои правен акт кој што ќе биде за потекло на имотот. Благодарам. Одиме со втор блок на реклами. Последната тема што ќе обработуваме сега во топ тема со моите двајца гости се јавната администрација, односно професионализацијата на јавната администрација, нешто што неколку пати го спомнаа моите гости, дали имаме капацитет, немаме капацитет.
Законот за административна јавна служба донесен е во јули 2025, ќе се применува 27, ако не се лажам, во постапка е Законот за високо раководна служба, каде што треба да се дефинира изборот на начинот, на избор на луѓе кои што ќе бидат именувани на раководни позиции. Сега, дали вашата анализа, вашето искуство и најавено е крај на вечни директори, партиски кадри, на ВД директори кои што по 10 години се на функција. Што вели вашата анализа, мислам, ако или вашите очекувања, дали со овие закони кои ќе стапат на сила годинава или идната година, ќе се стави крај на влијанието на политичките партии во јавната администрација или пак ќе се зголемува, ќе се најде некоја квака 22? Малце ќе дадам ретроспектива за тоа како дојде до тоа да постои некој предлог за висока раководна служба. Значи ова не е предлог кој што излезе од фиока буквално во последниве неколку денови, односно месеци. Туку е една дискусија која што се водеше неколку години наназад. Имаше процеси на конципирање на едно правно решение за тоа како ќе изгледа тоа висока раководна служба во нашава држава и дури се даде и некои финални предлози на законот во пред неколку години наназад и некако се запра, бидејќи е доста за политичките партии и доста тешко законско решение, особено нели кога ќе треба да зборуваме дека треба да се професионализираат овие особено високо раководни кадри во институциите. И сега доаѓаме во состојба кога се предлага овој закон во форма на висока раководна служба. И иницијативата да конечно се предложи еден таков закон не за поздравување, но треба да кажеме дека во моменталниот предлог има одредени концепцијски слабости кои што може да не доведат до состојба да уствари ние не направиме суштинска промена од тоа што веќе до сега го имаме, туку буквално процесите кои што веќе постојат во XY закони да ги ставиме во едно правно решение и да кажеме еве ова е тоа, ова сега понатаму ќе се водиме. Зошто го кажуваме ова? Колегите од другите организации веќе направија анализа на предлог законот, каде што се констатираат овие слабости во предложеното решение. И најголемиот дискусија која што произлегува е за тоа што се дефинира како тоа висока раководна служба, што подразбираме под висока раководна служба и односно дека немаме институционален континуитет, туку имаме политичка зависност, особено што се гледа во функцијата генерален, како беше во функцијата на највисоката административна функција во секој едно министерство и дополнително, например, еве генералниот секретар како таков на владата не е опфатен во законот, Министерството за внатрешни не е опфатено, државниот секретар како највисоката административна функција, која што до сега е нели некој кој што доаѓа од редот на администрацијата и е лице која што треба да даде институционална меморија на самите министерства, сега се врзува со политичкиот мандат, со мандатот на владата, со тоа значи му се дава некоја политичка нота на таа функција. И тоа не доведува во дискусија дали ние реално сега ќе збориме за професионализација или зборуваме за некакво повторно врзување на оние механизми кои што и до сега функционира. Се создава некој селективен опфат на институции, како што веќе ви споменав, ВД директорите, сега се менува концептот кај ВД директори во насока на тоа дека мора да бидат внатре од институциите, но механизмот за ВД останува како таков да функционира и други низа на слабости, така да добро ќе биде ова решение како такво да се стави на една поширока дискусија со засегнати страни пред да се донесе, бидејќи целта треба да му биде да обезбеди професионализација на администрацијата, особено на високите раководни функционери и да биде наменето кон тоа да се тргне политичкото влијание кај истите. Ги зборувавме ВД директорите.
Имавте предмети каде што е... Ние имавме доста предмети и на почетокот и сега има некои 40 на ВД директори на државни агенции. И повеќе, тоа сакав да дојдам до тоа. Ние тогаш имаше и директори, и ВД директори, ние баравме да се укине тоа ВД директор и органите, односно институциите, согласно нивните материјални закони да се ги изберат точно како што е предвидено месец, 3 месеци порано што истекнува мандатот од претходниот. И тука дојдовме до некои сознанија, односно податоци, дека тогаш во Министерство за здравство скоро сите, или баш и сите беа ВД директори и ние баравме решение зошто не се отвара конкурс за избор на директори. Па едноставно најавија дека ние немаме доволно кадар за тоа, не ги исполнуваат условите, па така што ќе ги отвараме нема кој да конкурира, со тоа што фактички не дават некоја равноправна основа. Секој ќе си конкурира што ги исполнува услови, дали е од внатре или од надвор, така, зависно од тоа, значи но пошто тие нивните партиски кадри, да речеме, или партиски членови, што се во таа фела не ги исполнуваат услови, заради тоа и не отварале постапки. Но се пазеше на тоа да не се одоговлекува, нели, секој 6 месеци, значи за 6 месеци треба да се одреди ВД директорите и во текот на максимум до 6 месеци, тоа што значи не да чека 6 месеци туку и првиот месец да отвара јавен оглас за избор на директори, тие не ги почитува порано, тогаш почна да ги почитуваат, па отвара, па немаме кадар или никој не се пријави, па опет го назначува истиот, или тогаш имаше и до 11-12 години истиот да се како веде цело време. Во болницата. И така да тогаш се боревме и донекаде, барем по моето мислење и колеги, дека нешто стигнавме со некои укажувања, но сега гледаме, едноставно никој не води ни сметка на тоа, дали треба или не. Едноставно веде директори и тере до крај. Едноставно, тука и тој законот за високораководна служба, ако се донесе, јас кажувам тоа што рековте, дека постои опасност дека пак да се има, пошто кој ќе ја води тоа, значи ќе има некои комисии одредени од парламентот, кои се фактички по политички партии и фактички нивните луѓе или владеачката гарнитура ќе ги има своји луѓе кои ќе избере, но колку толку ќе се почне, со текот на времето ќе се гледаат слабостиве и ќе се вршат измени во тоа. Но од другата страна ние гледаме дека ако во било кој случај се постигне тоа да функционира како што треба, тогаш веќе имаме почеток на крајот на тие партиските функции, што нема да се случи брзо. Ама знаете што е проблемот? Што целокупниот процес за избор е повторно во рацете на извршната власт согласно законското решение. И нема никаков независен, надворешен фактор, некој за check and balances, нема од надворешни. Значи, ние уствари се враќаме на актуелната процедура за избор, која што постои при влада. Ние сега имаме случај, со нашава комисија која се избравме, едно од најдобрите решенија, пак влеговме во тоа да се и тоа поремети до некаде. Но од другата страна сега другиве фактички се прави маска од тоа. Еве имаме со антидискриминација имаме интервју, нема никакво оценување ништо. И пак по партиска линија ги стават некои лица. Имавме за народниот правобранител, омбудсманот. Значи немавме никаква постапка, едноставно џабе да се членови на управен и надзорен одбор. Значи едноставно и државата и плюс пред избориве имавме институции нефункционални пред изборите, што се најзначајни за правата на човекот, на граѓаните. Значи омбудсманот немавме, немаше антикорупцијска председател да дојде ситуација да се одлучува по одредени предмети, немаше можност да се сече по која насока треба да држат одлукиве. Така да ние некако само на место ги замајуваме работиве, веќе правиме ово, ќе правиме оно. Декларативно сме можеби попрофесионални од сите, но од другата страна реално ништо не се направи. И дур не се имплементираат законови како што треба, и дур гледаме дека се формираат нови органи, нови закони се барат. Значи тука гледаме дека ќе продолжи овој начин на владење со државата.
Почитувани, тоа беше се за вечерва. Ви благодарам на времето. Ви благодарам на тоа што ги поделивте вашите мислења и знаења и искуства со нас и со публиката. Тоа е се за вечерашната топ тема. Останете на програмата на телевизија Телма.